Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Toyota Corolla Sedan е толку лесна за управување и надвор на пат и внатре во кокпитот, напукан со топ технологија што ти служи во секоја прилика. Интериерот е супер комбинација на премиум квалитет, напредна технологија и практичност. Внатре имаш повеќе простор од колку што можеш да посакаш, а багажникот е доволно голем да сместиш се што ти треба, од куфери до пиперки за ајвар, зелка за сарма, тегли со се извинувам, многу сум гладен. А за моја среќа има и кој да ме нахрани денеска. Има да ми направи јадење толку вкусно што ќе направам. Молам? Здраво, живо, Жаре, тука те начекувам ли во добро расположение, прво кажи ми. Здраво, Жаре, како изненадување. Да, секако, кој добро те носи? Имам мака една, ќе ми доаѓаат гости, треба да правам пити, баници, ајвари, пинџури, треба да правам благо, ништо не знам што да правам и ми текна на тебе. Помагај. Полека, Жаре, ама се ке направиме да не се грижиш. Се душо, се има, и баници има, и ајвари, се има. Ти уживај, нема проблем за тебе во секој време. Да почнеме прво со едно кафенце, може ли да дојдам да те соберам? Може, Жаре. За колку време ќе дојдеш? Со 20 минути пред зграда и се гледаме. 20 на минути, окей, се гледаме, Жаре. Чао. Чао. Ни се погоди времето. Многу. Како да го нарачавме. Здраво, Жаре. Добре си? Добре дојде во моето мало. Супер, одлично. Види, убаво ќе беше да беше сончево, барем да го видевме вака некако како на хрома изгледа со бело. Влези, стопли се, извини. Не чекаше многу, така? Како ви е протоколот напред, позади? Напред. Сите бевме точни. Опа! Овде меѓу нас има 12 и 11, 23 години емисии има. 11 години, точно, Вкусот на да. традицијата, така? Вкусот на традицијата, 1 на 1 има точно 11 години, овдека десно. Овде десно. Тоа се за сега единствените две емисии што Нас ова функционираат. 12-та, ова 11, па не знам кои други. Така. И Драган Вучич, кралот, имаше многу повеќе. Да, апсолутно. Драгане, не ме интересуе. Ти ќе го водиш ову емисију и тачка. Како си инаку, добро? Одлично, Жаре. Сега во оваа состојба на пандемија, или неблагодарно е било што да кажеме како за целиот свет, така и за нас. И како велам, кога ќе прегрнеш неволјата со двете рацеви, ќе го правиш првиот чекор во решавање на истата. Значи, веднаш трансформација. Значи да прифатиш реалноста. Реалноста мора да се прифати и се посветив целиот овој период, еве скоро 1 година, да го довршам мојот втор готвач книгата. Браво. Затоа што се досега некако го одложував, немам време, многу патувања, посебно со Гастромак последните 4-5 години. Чекај сега да објасниме, тоа што е? Тоа е Гастромак е здружение или што е? Гастромак е Национална асоциација на готвачи на Македонија. Тоа е единствена, како репрезентација што е на држава, фудбал или така нешто, така, затоа што Ова е готвачката репрезентација. Апсолутно, затоа што од постоењето на нашата држава Македонија не беше Македонија воопшто не беше ставена на гастрономската мапа во светот. Штета. Во членство на Светската асоциација на готвачи. Не сме правеле доволно ние, не сме се трудиле да се етаблираме. Иницијативата е апсолутно наша. И 2015 година, кога го поканив турскиот председател на најголемата гастрономска велесила, Ташвет,
Јалчин Манав дојде во Македонија со 15 најдобри шефови од Истанбул. Опа. Меѓу кои беше и Ведат Башаран, личниот готвач на Бил Клинтон. Во Македонија. На Бил Клинтон? Да, ни беше гостин Клинтон тука. во белата куќа Турчин го готвел? Да, 4 години, да. Значи Клинтон да. знае баклави, мусаки и такви работи. Апсолутно ги обожува неговите јадења и турската храна. И така и го запознал Ведат Башаранот и беше собственик на Нар ресторанот во Нур Османие, многу познат ресторан. Во Истанбул, а? Во Истанбул, да, каде што доаѓа само амбасадори, министри, председатели и така натаму. Големото добро утро. И јас имав чест 2011 година да бидам таму гостинка. Ме поканија на најголемиот интернационален гастрономски надпревар, само што ја почнав емисијата, Вкусот на традицијата, и така ме поканија како почесен гостин судија во Истанбул. И тогаш всушност ги запознав сите кои што беа и значеа нешто во гастрономијата во светот. Така. И повратно 2015 година јас ги поканив нив, меѓутоа тоа беше навистина многу голема организација. Точно. Цел еден тим беа инволвирани во сето ова. И ги поканивме, дојдоа, беа 7 дена наши гости. Поне малку тоа. Апсолутно, имавме убава турнеја низ Македонија, кој што на крај резултираше со турска гастрономска вечер во Holiday Inn во хотелот. Браво. Беа активирани сите наши познати шефови, Така. меѓу кои За да го представиме апсолутно најдоброто, а? и нивните заедно работеа во Добро, и што прават кога се така, ете, права, нели, евент, како да го Така, крстиме да, настан, и да. што прават, како колаборираат, знаеш? прекрасно. Тоа е една таква енергија што се создава жаре во кујната. Мислам дека има чувство од среќа од среќа им се раѓаат многу идеи, многу разменуваат заеднички нешта што во моментот се раѓа. Тоа е чудна работа. Лично кај се ставаш ти себе си во тоа, знаеш, претпоставувам дека има готвачи што пристапуваат по технички, некој пристапува по, не знам, од теоретски аспект, од ваму таму, некој валјда Така. многу по-практично, некој многу по-народно, многу по-улично, што би се рекло, така? Ти како, Жаре, кај ние- си во овој, знаеш? Жаре, ние можеме да зборуваме тука на две полиња. Аха. Едното поле, како председател на Националната асоциација на готвачи Гастромак, кој што исклучиво менаџерска работа. Аха. Исклучиво Тука менаџерска. нема многу готвење. Нема апсолутно, затоа што готвачите, членовите, ние имаме регионални директори, имаме почесни членови, имаме амбасадори на ВАКС заради тоа што за Македонија и наши членови кои што се почесни амбасадори за другите земји со кои што имаме соработка. И тоа е поле каде што бара многу голема организација. Логистики. Апсолутно. Да, Јас не сум сама во тој тим. Ништо не би можела да направам без управниот одбор. Апсолутно. Значи најголема поддршка ни е Нуалбис Бесим Латифи, шефот на Александар Палас, Љупчо Гиевски, Милен Неделковски, тоа е цела Игор Каспер Атанасов што е шеф на кујната во Жан Митрев клиниката. Значи тоа е еден огромен тим. Исто така наши надворешни соработници како Асан Даутовиќ од Лангуста, Никола Мишковски од Камник. Тоа се наши надворешни соработници. Так. И ние ги направивме најголемите интернационални надпревари на Балканот и во југоисточна Европа исто. И кој одлучува кој победува на таков надпревар? Тоа е една приказна која што би сакал вака поопширно да го објаснам, затоа што да се дојде до тоа нешто треба многу пат да се помине. За нас досега беше многу малку познато, се додека не го формирав Гастромак да навлеземе во тие води и да сватиме суштината на гастрономијата во една земја. Готварството, гастрономијата бара инволвирање 24 часа, 24/7. Затоа што секој ден, како во медицината, така и во гастрономијата, имаш секојдневен апдейт.
Така, Значи ти така, ако така. не ги пратиш сите Еволуира цело трендови, време. апсолутно, не мораш во однос на модата да ги пратиш трендовите, модната гастрономија, меѓутоа суштината на иновациите треба да се знаат. Секако треба да се познава странскиот јазик. Вие не можете да напредувате ако не Точно. знаете еден интернационален јазик. Кога ми постави прашање кој одлучува кој ќе победи, тоа се најголемите светски имиња кои што учат цел свој живот да дојдат да добијат титулата гастрономски судија. Така, значи тоа е врвот. Апсолутно, како што судиите во правниот систем учат цел свој живот, така и гастрономите исто. Ај пред пандемијава, да ја заборавиме пандемијава, ама еве, пример 2019. Колку Да. патувања имаше во една година? 2019 имам жаре како евиденција Добро. 36 лета. 36 летови? Да, А, да. бабе. Тоа е навистина интересно. А само еден податок. Не се плашиш од летање? Жаре, не е пријатно да Не сум не знал. зборуваме за некој што има страф или што нема страф од летањето. Тоа е едно природно чувство. Ама нормално Вие не можете така. да го држите авионот во контрола. Апсолутно. А најчесто ние луѓето сакаме се да држиме Точно. под контрола. Точно. Како што исто и стравот од животните што доаѓа. Некој премногу Така е. ги сака, ама се плаши. Се Така, плаши затоа така, што така. има во умот потреба да го контролира животното, нели? И ако се Така, посветиш така, на така. него, ќе ти стане добар пријател и така натаму. И како велат и за стравот од летање, соочи се со него и само летај, само така ќе го победиш. Тоа е едно од така. Па, теориите. Бога ми, ти си се соочила чим 36 Да. пати. Еднаш имав за 36 часа, Добро. имав 8 летања. Леле. За 36 Во ден и часа. пол што се вели. Во ден и пол летав Скопје, Скопје Истанбул, Истанбул Киев, Добро. потоа Киев до најсеверниот дел на Украина. Сибир. Аха, Не, Украина. не, по Сибир тоа беше посебно патување, тоа траеше 5 дена патувањето за Сибир. А после од Киев повторно за Истанбул, од Добро. Истанбул за Белград, од Белград за Милано, па Милано Белград. Во ден и пол. Во ден и пол сето тоа беше, Па да. ти што правиш у Милано кафенце едно, сркнуваш и бегаш. Тоа беа настани кои што беа од витално значение за гастромак. Значи мораше да се присуствува. Апсолутно. И сега А, со браво. Бесим Латифи, со нашиот подпредседател, затоа што секогаш патуваме тимови, екипи, кој каде може и кога може. Меѓутоа секаде мора да сме присутни. Так. И кога ги забележавме датите, а тоа беше таа вечера на 30 Мишелин шефови во Аха, Бреша, аха, во замокот во Бреша, а истовремено и надпреварот во Украина, каде што ние одевме со тим. Так. И се разбира тоа кога го скоцкавме, кога го организиравме, кога видовме толку многу летови за 30 и неколку часа. Ама тоа е. Рековме му, нема нешто неостварливо. Точно. Само е дали сакаш или не сакаш. Точно, точно, Да, точно. да. Браво. Можеме тука и да направиме више и пауза, си стигнавме до дестинација. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна.
готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Се будам са бајле, гледам немам денаркор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перек има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се до 7, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. Ем брз, ем најдобри. Слушни жаре што ти звори во Ем, кеш аплицира и си. Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат и избери нов со попуст до 20%. СБДМК, за тие што создаваат. Започнете го денот пробиотски во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Денеска за љубителите на екзотичните вкусови зелен чај со ѓумбир и куркума. Good Nature зелен чај со ѓумбир и куркума треба да го имате дома сите од вас. Лебови, пити, колачиња, не знам, погачи, круасани, торти, сите овие работи што ги зборуваме со Андријана. Има многу идеи за готвење, но за среќа кога станува збор за брашно, јас имам само една идеја и немам други дилеми. Моето брашно од Кадино за мене е незаменливо. Утре 8 март во МКеш има промоција за сите кои ќе аплицираат за кредит. Неделно по 500 добитници на ланчиња со Сваровски кристали. Одете на mcash.mk и дознаете повеќе. А ако годинава одлучивте да инвестирате во нов дом,
тогаш треба да ги побарате Golden Art и да одберете дом, не само стан, во некој од објектите во нивната понуда. Одлично познатиот систем за градба представува гаранција дека во новиот дом ќе ги прославувате сите успеси и празници со генерации и генерации. Прашете било кој што има стан во Golden Art и ќе ви потврди дека тоа е дом, не само стан. Супер, си дојдовме ете тука, си се сместивме да си продолжиме и со муаветот. Од сите овие патувања кои години наназад ги имаш со Гастромак секако, но и приватно тама работа, не дека само тоа. Има ли некое што, еве не мора едно, неколку нека се, што ќе ги одвоиш како така најекзотични, авантуристички, нетипични можеби за оно што го гледаме како секојдневие во Македонија? Кои се тие две-три некои? Токму како дел од сценариото на вкусот на традицијата жаре беше и испитување, истражување на туѓите култури и традиции. Воедно, едно од најубавите патувања поврзано е секако и со Гастромак и со вкусот на традицијата. И двете професии изискуваат многу патувања. Да почнем, например, од Бразил. Бразил беше во склоп на вкусот на традицијата како проект со Министерството за култура. Ја истражував бразилската традиционална кујна. Моја домакинка беше Глаусија Родригес, која што е жена посветена на духовниот живот, која што цел свој живот истражувала за Македонија. Католик, претпоставам. Да, и она е воедно многу духовно насочена и сака преку традициите, преку ората, песните, храната, да ги поврзе сите луѓе од светот. Имав можност да ми ги отворат вратите, каде што домородците во Салвадор, Баија, каде што ја готват традиционалната бразилска кујна каруру. Што е тоа? Тоа е храна која што потекнува од самото доаѓање на африканците во Салвадор, каде што со таа храна го повикуваат Бога да им даде мирно море, мирен океан да им даде, затоа што тука живеат покрај океанот. И после таа храна ја делат на сиромашните луѓе во сателитите, тоа се населби каде што владе дрогата, криминалот и така натаму, каде што вообичајно не можете нормално да отидете, да го посетите, не препорачуваат, затоа што е опасно. Така е ви во Баија, кога отидов во Салвадор, поминувате неколку обезбедувања за да стигнете до куќата на вашата домакинка. Таму се собираат сите жени и преку молитвени песни ги готват јадењата. Едно од најпознатите, например, сарма од палмин лист со ракчиња. И ја виткаат исто како и ние што правиме нашата сарма. И велат дека става духовен зачин внатре, имат нивни специјални зачини. Понатаму прават специјалитети многу интересни од скапани банани. Бананите тоа се специјалитетите од Амазонија. Добро. Јас имав и таква чест да бидам токму со тие домородци индијанци од Амазонија. Значи, им стане црна бананата, они не се гадат или не знам што? Не, напротив, го прават најубавиот специјалитет и најстариот традиционален рецепт. Скапаната банана ја пасираат, претходно пржат кромит, лук и ја стават бананата во кромидот и во лукот. Да, тоа им е свечено јадење во Амазонија, свечено јадење. За посебни пригоди? За посебни, така, кога сакаат некого да угостат, кога ќе им дојде на гости. И друго нешто се става или само ова, кромичо, лукчо, бананата пасирана? Само тоа, да, они имаат, не користат класични зачини, туку користат се оно што го има во џунглата, како тревка, како растени од дрвото. А не да речем оригано или... Не, такви зачини нема. Не само главен напиток им е чајот. Так. И се што е поврзано нели со бананата. Добро, и мене ми е чајот, напиток до душа. Да. Понатаму, да, тоа е едно искуство убаво од Бразил. Понатаму вкусот на традицијата отпатува во Тајван и во Тајланд. Така. Во Тајван имавме... На скроз другава страна. Да, скроз на другата страна, каде што го запознав родното место на абориджините. Вела дека Австралија е родното место. Сега ги кажав. Не е така? Не, значи се докажува дека најјужниот дел на
на Тајван е всушност родното место на абориджините и се е оставено така. Кога ќе одите, вие влегувате во еден нов свет, во еден невообичаен свет, каде што се со знакот и символот на абориджините, каде што имав еден концерт да следам, каде што забележав дека абориджините имаат многу слична носија со македонската традиционална носија. Во која смисла? Во смисла на везот, боите, поставувањето на орото, тие играат ора. А ритмовите така, токму така, и дури, еве сега, пријатно се вознемирувам кога ќе се сетам на тоа, ритмовите ги имаат нашите ритмови, 7-осмински ритам, 4-четвртински, 9-осмински ритам. И тоа ми беше првото соочување и со една идентификација дека е нешто многу сродно со македонскиот фолклор. А како си го правдаш тоа? Како може, знаеш, толку различни далечни култури да исконципирале така слични работи? Не знам, таа работа сепак ја оставам на научниците. Моje само да ги истражам сите тие нешта и да ги восприемам, да ги пренесам на народот, Така. Затоа што премногу го сакам народот и буквално за него сакам да ги доживам тие работи, да можам да ги премостам до нив. И сега дојде на ред истражувањето на нивната кујна. Добро. Првиот специјалитет, пак нешто интересно, многу слично на турлитава. Значи имаше месо свинско, имаше колбаси од диви животни, компир, бамја, кромит, лук, сето тоа во земјени тави, кои што го печеа неколку часа. Исто и тоа беше неверојатно, за разлика од северниот дел, каде што е најголемото пристаниште во светот, каде што дневно пристигнуваат не знам колку илјади бродови за истовар на риба, за истовар на продукти, таму се наоѓа најголемото пристаниште. И таму населението исклучиво се храни само со морски плодови, тоа што го дава морето и ништо повеќе. Тука локално, тука што е? Тајпеј повеќе урбанизиран, нормално како еден светски туристички центар и така, значи таму може све да најдеш веројатно. И Макдоналдс да најдете, кинеска храна, значи се можете таму да најдете. И најголемиот пазар за тофу сирењето се наоѓа токму во Тајпеј. Какво е тофуто? Тоа најдобро би можел во некоја прилика да ви објасни режисерот на Вкусот на традицијата Кизо Јорданов, кој што редовно патува со мене. Имавме ние домакинка Еми Цај, позната готвачка и водителка на емисија за готвење, кулинарска емисија. Вика, сега ќе ве однесам на тој пазар ние да го снимаме, но покрај тофуто има специјални одели каде што го продават најскапото тофу, кое што е мувлосано, кое што е ферментирано, че повеќе од 40 дена и така натаму во специјални садови. Значи, мирис изглед баш и не е нешто што така... Не, сигурно дека не. Колку ќе беше добро да беше пандемијата, да бев со маска тогаш. Ако требаше да се одбере нешто. Да. И сега дојде многу интересен момент кога јас требаше да го пробам тоа. Ја ги пробував сите сирења, тофу навистина прекрасни се. Имавме презентација како се добива од специјални сорти на граф и така натаму. И сега доаѓаме до тоа. И Еми ми вика, Адријана, ова е делишес, вика, мора да го пробаш, вика, ова е најдоброто нешто. Доаѓаат од цел свет овде да го купат тоа. Првото пробување и понатаму... На едно остана пробување? На едно остана. Моето патување на Сибир. Тука имаме нешто што се вели еднаш во животот. Што беше тоа? Тоа беше запознавањето на жителите на Сибир. Добро. Тоест на северо-Балкан. Прво чекај да те прашам, колку беше ладно? Минус колку? Не, ние бевме во лето и неверојатно со глобалното затоплување беше 23-4 степени. Да, топло, прекрасно. Тоа не му годи, мислам, дека на флорава и фаунава на Сибир. Да, а зимното кажува дека е до минус 30-35 на тој дел на Бајкалското езеро. Од плюс 30 до минус 30. Да, апсолутно и неверојатно што
кога патот што ќе го поминете, сте во возбуда дека одите на едно невообичаено место каде што не можете секогаш да Како појдете. се патува до таму? Скопје, Истанбул, јас како што патував, Истанбул, Москва. Така. Москва, тоа е околу 4 часа. Москва, Краснојарске 7 часа со авион. Во Краснојарск веќе се качувате на Транссибирската железница и патувате 27 часа до Северен Бајкал. Замисли колку е големо пространство за чим се патува. Значи, Колку 27? 27 со воз, имате само 2 застанувања од 15 минути, останатото време. Значи, многу интересно, се уште се задржани фрагменти од порано кога веќе била направена таа Транссибирска железница. Оставено е така да биде делови од возот. Ама намерно, да нели? Намерно да се доживее тоа чувство и така натаму. Не дека немаат да сменат. Јас имав чест да патувам со Стево Карапанџа и со неговата сопруга и со председателот Томас Гуглер на Светската федерација на готвачи. Добро. За ова збориме патување во Сибир? Да, за ова екзибиција навистина беше интересно во организација на Махач Вагабов од Дагестан, професор по историја на Московскиот универзитет. Тоа беше негов проект за подигнување на свесноста за гастрономијата во Сибир. Се стигнувате во Сибир, забележувате дека се тоа неколку кукички, ама авенките се таму домородци. Авенките се такви едни насмеани луѓе, наликуваат на монголски ликови и така натаму, прво ви пеат песни кои ќе ве пречекат. И потоа ви искажуваат молитви да ве очистат од генералната негативна карма што ја носите, за да можете да го пречекорите прагот и да влезете на таа територија. Остави ги лошиве работи надвор, влези демек. Значи, основата на животот на авенките на Сибир е работа на кармата. Индивидуалната карма и колективната карма. Карма во смисла на носење на молитви, чистење на негативната карма за наредниот живот, за поколенијата, да оставате. Ама карма во смисла сум сгрешил нешто во минатото и сега си ја носам лошата карма. Ние не ни знаеме што нашите предци грешеле. Значи колективно како народ. Така, апсолутно. И индивидуалните, тоа е многу интересно, живеат во шатори. Шаторите се од кожа, од животни. И јас прашав како овде може да обстанат на минус 40, минус 30 и така натаму, дека температурата е прекрасна внатре, дека нема таков проблем. Па имаат најчесто во тие се на дрва. Дрва, значи. Исклучиво на дрва се греат. Еднашка на 24 часа. Што правиме со кармата што загадуваат? Јадат исклучиво од Бајкалското езеро продуктите и она што ќе посадат во своите дворови. Како патлиџан, пиперка, модар патлиџан доста јадат и така натаму. Еднаш на 24 часа пристигнува вагон кој што им носи дотур на масло. Ни не користат масло всушност. И да сакате да купите не можете. Не можете да купите, него колку да се има, брашно или такви продукти. Помни дека втор готвач се подготвува. Али ја за првиот да спомнеме се. Таму тоа се традиционални рецепти, тоа се, не знам, ти си како Марко Цепенков, фактички одиш низ народ и земаш рецепти. И сега кога ќе се соочиш со нешто што да речам нема мерна единица или како го адаптираш тоа за модерно оживење? Да, тоа е многу интересно. Значи, кога се вратив од Јапонија, пред отприлика, значи има 12-13 години, не 13 сигурно, во хотелот Хајат се одржуваше македонска традиционална вечер во организација на тогашниот почесен конзул од Јапонија за Македонија. И готвачот во хотелот Хајат, тоа беше во центарот на Токио, и ми вика: Адријана, дали имате готвач преведен на англиски јазик, да можам да видам? Барам, нема, значи не постои. Тогаш во себе си реков: јас ке се вратам и јас ке напишам готвач. Значи ова беше иницијална каписла. Значи тоа беше моментот кој што знаете, ако не го искористите вие моментот,
Тоа е веќе помината работа. На некој друг ќе му биде добре дојде со алал и се, ама ако ви дојде и ви се отворат вратите, треба да го направите. Енергијата во тоа време е за тоа наменета. Сега за нешто друго. Ти дава светов порака. Така, апсолутно. И почнав да одам по сите села во Македонија. Пријателка, ќе кажам, побарај ми во тоа село, кои се тие рецепти, ќе почнам да одам. Некаде сум била на предели во Македонија, кај што ни возила не оди каде што оди само коњи магаре, буквално. Им беше кејф на луѓе многу ми и на мене ми беше кејф и на нив, кога ќе ги видам тие очи искрени, тие раце искрени, измачени од работа на поле, на нива. Ви го отвараат домот и се што е на шпоретот на дрва, ви го ставаат на трапезата пред вас и ти викаат, јади синко, тоа нема цена. Тоа нема цена. Сите рецепти завршуваа со финален производ. Една шака ориз, една шака шекер, 2 брашно и сега дојди дома како да го направиш тоа. Земи шаката, стави на вагата, толку грама, волку грама и ете така настана готвачот. За жал, многу од тие господи кои што ми помогна, јас ги ставив на фотографија во готвачот, зошто велам дека он безвременски. Поминаа годините, неколку веќе не се живи од нив. Так, природно. Неки им е лесен патот таму. Точно. И ама останува богатството, тоа што го оставиле, продолжува да живее за следните генерации. Дека во симфониите на Моцарт што се свира до ден денес, знаеш. Да, како велат дека всушност од нашите пријатели на вкусот на традицијата велат дека готвачот е еден мост од минатото до сегашните генерации. Јасно. И останува како богатство. Во еден дом кога имаат готвач, тоа останува од генерација на генерација. И сега, тоа е македонската храна. Значи, тие имаш земено и убаво представено наша традиционална храна. И сега си видела и во Дагестан и Сибир и Австралија и Америка и така натаму. И сега ќе рече некој која храна е најздрава, што ми викаш? Апсолутно. Која е најдобра за човекот? Жари, јас сум се прашувала тоа, сето дека не почнав да работам со гастромак и да ги запознавам овие светски гастрономи. Добро. Каде што им го поставив тоа прашање исто како ти на мене. Одговорот беше, најздрава храна е таа кај што си роден. Што си роден? Да. Колку логика има во сето тоа, затоа што со нашата генетика, значи дедо, прадедо, значи целиот наш што се вели ред наназад за поколенија, наша еволуција народна, да ја кажеме. Ние сме научени да јадеме граф, компир, пиперка, патлиџан. Ние не можеме да јадеме лигни, ракови и така натаму, па ние не живееме на море. Ние живееме тука, едноставно кога ќе помислам, тоа е убаво. Некогаш знаеме, нели, да јадеме и сето тоа. Имаме ресторани во Скопје што ја носат, увезуваат рибата и така натаму. Меѓутоа, многу сакам кога ќе јадам дојрански краб, преспански краб, кога ќе јадам нашата белвица. Јас уживам во тоа. Никош не сакам да ми биде престиж да кажам дека јас денес јадев лобстер или јадев ова. Не. Значи, јас се гордам со сето тоа што е традиционално. Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Да, добро, таму кај што имаат јастози, таму нив им е природно да јадат. Така, и тогаш го јадеме тоа кога патуваме таму, кога е морето, го гледате морето пред вас. Значи, за тие таму здраво е да јадат тоа, ама па за нас тука... Ќе ви кажам, сега повторно ќе го споменам Ведат Башаран, кога бевме во гостивар во Нью Албис ресторанот, има направено преубава маса, со морски специјалитети. За добре дојде. Да, за добре дојде, да биде најдобро, нели? Тој дојде, беше воодушевен од тоа како изгледаше и само праша, вика, каде ви е морето тука? Ја рековме едно 300 километри сигурно од тука. Вика, мене ќе ми дадете, јас не јадам, вика, од ова, мене ќе ми дадете ајвар, бело овчо сирење, ќе ми дадете домаше лебаница. Да, вика, ја пред да дојдам во Македонија, јас читав многу за вашата традиционална кујна. Значи, ете, од тие искуства, од тие дружења и работа дознавме многу, каде што ние ги правиме и најголемите надпревари гастромак во југоисточна Европа.
Еве за податок да кажеме, 2 надпревари се одржаа во Струмица, 1 во Охрид, 1 во Скопје, каде што имавме 500 гости од 40 земји во светот. Значи, тоа беше буквално гастрономска олимпијада. Баш така. Каде што надпреварите трае од 8 часот наутро до полнок, на секој 45 минути влегуваа нови кандидати во бокс, ги оценуваа најголемите и најуспешните светски суди, да. Меѓутоа, сите суди што беа дојдени од цел свет, велат, нема ништо подобро од традиционалната кујна, да ја негувате традиционалната кујна. Не можете, вика, му поставуваат прашање, ти си студент во Охрид, ти си студент во Скопје на гастрономија, ти ми кажуваш некои рецепти, француски, италијански, дајте ми ја вашата кујна претворена во една мелодија, во една најубава уметничка слика на чинија. Значи, претежно советуваат тоа и всушност со тоа помагаме доста. Да, младите шефови, ученици, студенти научат многу на тие надпревари, од они среќават преку 2000 порции на тие надпревари. И искусните шефови да се проверат до каде се. Морам да ти кажам, многу знаеш, ова се за јадење и ми се пријадува некако, да ти кажам искрено. Јас ви донесов и некој подарок, нешто сладко, нешто вкусно ви донесов. Така? Да, тоа се Спремно или не? Едно спремно ви донесов, значи десертите на Дела Нона. Кога слушнаа дека доаѓам кај тебе во емисија, толку те опожаваат сите и вработените, жените во работилницата, тоа се на Hyatt клас колачи, значи работени према сите предавања наши што беа во Милано. Баш им благодарам дека така. Значи природни шекери, нема никаков шекер дополнителен, ништо, значи прекрасно, вика, кај Жаре, ние ќе ги направиме најбавите колачи за Жаре, викам, во ред ќе. Супер. Сите те поздравија. Значи ќе пробаме нешто нивно, ама и нешто ќе ме поднаучиш нешто. Мислам, ние имаме една кујничка тука. Значи не ми бега нешто да готвиме. Не. Ова знаеш како некојаш тие како пеачите, знаеш како ќе абе испеа, кај сега. Така ти ќе сготвиме нешто. Реков, Жаре, сега ќе дојдам кај вас во емисијата и ќе си седнам, ќе си правиме муабет, ама ете. Судено било. Па еве и екипа ги гледам и почнаа така да им течат лигите, па ајде малце да направиме нешто и за нив. Готвиме со алачки. Жаре, многу енергија потроши, еве, ова ти е поздравот од вработените од Дела Нона. Баш да зирнеш. Значи, нема бел шекер, тоа е све природни шекери. Фантастично. Од концентратот на овошјето, кој што има 80%. Треба и на господа да споделам или како е сега планот? Секако, за сите. Добро, тогаш и за вас ке има. Жаре, и на твојата девојка да ја однесеш. Ма не само, мамо и тебе. Еве, мамо и тебе. И на мама. На мама, најважна е мама, да знаеш. Фала, тука се на безбедно. Одлично. Е, така. Се што подготви тука? Сега вака. Кога нешто ви се јаде многу, ви се јаде сладко, а немате време да дворите во кујна печи, пржи, динстај, вари. Колку време ни е потребно за ова? 5 минути треба за Само 5 минути, а сите состојки ги има секој еден од нас. Добро. Ја одбрав ова рецепта зашто ова се бомбици од тиква или истите состојки, пошто бананата, нели, бомбици со банана, а тиквата е македонска банана. Добро, значи ако имате тиква, можете наместо бананова тиква. Ставаме 2 банани. Добро. Или ако немате банани, имате тиква варена или печена, половина килограм тиква. А потоа имаме во тестото, во замесо, 150 грама кокос, 150 грама мелени бисквити, 100 грама оревчиња и 200 грама шекер. И за препилкање 50 грама кокос, 50 грама мелени бисквитчиња и 2 до 3 супени лажици обично масло од сончоглед. Сега бананата. Најчесто ми е интересна, дома сите имаме банани, нели знаеме на масата ни стоат едно време. И сега едно време, само нема да ги правиме со кромит и со лук. Не, тоа не. Ама и не се ни скапани до душа. Не, тоа сакам да кажам. Бананите ми се интересни, значи од моите искуства од Бразил кога бев. Какви се, нели има таму многу видови банани, така? Малите, има и мали, има и големи, има. И сите семејства имаат во градините.
Да, индиски ореви им растат по дрвата. Што? Тие млади кои ќе ги соберат прекрасни се. Исто така банани. Банани, мандарини. Вкусот им се разликува ли, да речеме, или ваков е? Да. Се разликува. Бидејќи ние знаеме само ваква банана, кој ќе рече некој банана, ова е таа банана, што ја знаеме. Да, тие се многу мали и така, се полни. индустријска банана, што се рекло. Полни, значи со... Во смисла на арома? Ставам одма шекерот. Посуви се тие банани. Повеќе ми го собираат јазикот, како да содржат некои витамини, минерали, не знам што друго, танини што содржи, ми го собира јазикот како да кога пијам киви ми се прави, дуња, така, да. Ода го ставме цел шекер ние, ама вие рековме не морате. Така. Се става шекерот затоа што кога ќе се стави шекер, тогаш може да се направи како крем од бананата, уште повеќе се топи шекерот. Сега ќе ги додадеме оревите. Значи ние имаме баш ореви, по рецепт сме... Да, по рецепт сме. Така. Се ставате. Најчесто одвојувам помалку од тестото, затоа што не знаеме колку ќе впијат бисквитите и кокосот. Да не притреба. Сите се различни. И сега ги ставам бисквитите. Одлично. Супер. И ќе ставам 2 до 3 лажици масло. Ама искуството си го прави своето тука, нема потреба од лажица. Нема подобра мерка од окото. Така? Да, ќерка ми ќе ми се јави на телефон и вика: "Мамо, како да го направам тоа?" И јас ќе кажам така, и колку време на колку степени. Викам: "Па не знам, стави го во рерник, ќе видиш кога ќе фати кора готова." И вика: "Аман, мамо, вика, тие твои работи." Точно, да. Ќе видиш, ќе знаеш кога треба да го извадиш. Да. Леле, како убаво мириса, ти замириса, таму и преку маска мириса, нели? Точно. А знаеш што е најубаво што мириса? Да. Бар знаеш дека немаш ковид. Да. Леле, с краја, да. Еве, точно како да сум знаела. Дека, така, таман беше? Да. Нема потреба. Да. Одлично. Еве, Жере, можеш и ти, доколку ги изми и ти рацете, да правиш и ти бомбици. Апсолутно. Ете така. Со тоа што моите не знам на што ќе личат, но ќе пробаме. Не е важно, заедно ќе правиме. Сега сакаш да пробаш да видиш дали е доволно сладко и каков му е вкусот? Еве, стави ми мене тука од смесата да имам, да речеме, повеќе стави, па... Да ти ставам, добро, да, и овде јас ќе Еве, дури не требаше работам. да месам, вака беше доволно. Одлично. Сега и земам сега ќе помалце? направиш топче. Добро, да видам. Еве ни за препелкање. Еве, можеш тука да треба препелкаш. Добро. Види, прекрасна бомбица. Погледни. Прекрасна е, браво. Значи, малце тука, малце тука. Па ако сакаш, ти можеш само во кокос, ја само во овој, нека биде една таква. Не е лошо и таа идеја. Да. А може некој комбинирано. Пап. Ете така, супер. Еве, види како ни се убави. Добро е. Ха-ха, не разочарав, мои пријатели. И се обично, например, ако имаме свежо нане, се декорира со, тука се става по некој свежо ликче. Ама само за декорација. За декорација. Добро. Еве, да не ги видите нашите Ова е всушност тоа. Повели. Да. Па, ова готово е веќе, така подготвено е за јадење. И имаме, например, се варат везените пиперки, се толчат со лук и се става ситно сечкан свеж прас. Тоа многу убаво, ама не можам да го јадам. Може да зборувате дусно. Тоа јас сакам да кажам тоа. Да. И дудинка. Многу убаво. Вкусно е на здравје нека ти е. Мислам сега, не здраво, ама не е нешто... Не ставивме премногу шекер? Не, значи ова може и да се елиминира шекерот, да се стави мед или маџун. Кога, ја ќе земам уште. Да, да си земеш, прекрасно. Да. Еве, јас ќе ги направам тука и после ќе си продолжиме. Сите ќе ги изврткам. Преубаво. Ова беше се одлично.
Многу благодарам не само на тебе и како беа од Дела Нона, така беа? Дела Нона, да. И нивните беа одлични. И гостива. нашиве беа добри. И нашиве супер. Зашто некојаш ќе им однесем и од нашите да пробаат. Може, супер, фала ги ти. сакам затоа што не ме дебелеат, а можам да јадам десерти. Оти знаеш, добро. вечно на диета сум, вечно на диета, Така, ти кој работам не? со храна, да. И сакам да го подарам овој готвач. Тоа е првиот всушност оригиналниот. Точно така. На некој од гледачите кој прв ќе се јави и така инаку е преведен и на англиски јазик. Да, Значи најчесто го купуваат и доста туристи во Македонија. Дека Македонија. доста го подаруваат иностранци. Да, и за свадбени подароци, матурски. Многу ми е интересно кога баш за свадба ќе одберат да го подарат. Па зошто да И не? така, да, секако за пензионирање. Значи, од мајка на ќерка останува во наследство сето тоа. Што ме таква желбата ќе... И жаре еден за тебе. И за мене еден И за готово. тебе. Добро. Ја реков, знаеш, веќе сол започнав да пуштам тука, ама добро. Како млад домаќин. Значи, тогаш во тој случај одете на Facebook страната наша, одете на facebook.com 1 на 1 и се надевам дека ќе ви пуштат некој добар предизвик, па ќе видите, ќе прочитате таму што се работи. Направен со љубов, произведен во Македонија, еден ќе си освои, ќе си ужива во готвењето со македонскиот традиционален готвач. Адријана, супер фала. За крај чисто да спомнеме, луѓе, ти си една од ретките кои се уште може на настапи луѓе да ги гледаат континуирано низ целиот овој период. Токму тоа го правам Нели? за своја душа. Жаре, веќе 11 години вкусот на традицијата, ама 11 години моето работење во етно село Тимчевски. Без пауза. Да, едното со другото. Значи, сите коцкици некако беа така поврзани. Моето почнување за викендите пеам таму преку ден, се разбира сега кога нашите здравствени власти ќе го дозволат тоа. Продолжувам. Понатаму емисијата дојде да се снима таму и се дојде едно со друго. Па баш убаво. И така, да за сите што сака да ме видат, вообичаено доаѓаат за викендите таму, се дружиме Добро, преку таму и само денот. таму. И тоа е интересно, значи не на други места, Не, таму. ние мислам дека сме единствениот оркестар кој што работи на едно единствено место 11 години. 11 години, баш да, така. не променето и тоа е. Знаете што, сепак тоа е карактер, зборувам, затоа што никаде нема идеално. Меѓутоа, кога вие ќе можете да го избалансирате сето тоа, и за мене, кога ти остануваш на едно исто место, тоа е сепак стабилност во карактерот. Значи, ти повеќе би ти биле допадливи фудбалери овие што кариерава ја имаат во еден тим, не знам, Паоло Малдини во Милан, отколку овие што менјаат тимови секој 2 години. Да. Има ли правила, да речем, некои параметри кои не ги кршиш во настапиве? Не знам, пример, одредена песна не ја сакаш, а ти ја бараат, или одредено... Да, има така некој... Да, апсолутно. Што, кој ти ја правило, да речем? Например, никогаш не можам да пеам турбо фолк песни или такво нешто. Не. 11 години? Не, сепак... Така било од секогаш? Не било од секогаш, зборувам дека се во свое време. Така? Добро. Тогаш било доаѓа да ти така. бараат? Да се речат? подразбира понекогаш, да. Нема ништо лошо во сето тоа, меѓутоа Така, не да. се мој фах и јас не ги обожувам Не тие ти песни. лежат едноставно, тоа Можам да не ги е- слушам, да се адаптирам и сето тоа. Повеќе ги сакам македонските песни, Значи, строго старите наша македонски традиционална. песни, да. Се гордеам со нив и ги презентирам. И се тоа што вие го правите со љубов, тоа народот го чувствува. точно. И апсолутно, и едноставно што сега не пеам на фестивали долго години. Нема најава за нешто такво, не те влече да... Не, сметам дека тоа е поле на докажување на младите, Така, надежните. така. Ние го поминавме нашето време. Па добро, добро. А сега е фер. сето ова во да си одржуваме таа кондиција, сепак она што веќе си го создал како авторитет, да го сочуваш, што ти многу е тешко да се сочува. Светото станува на младите, а сепак ние во ова време нешто друго. Така, се разбираме. И во духот на сето ова што го зборуваме како најдобро од Македонија, имаме нормално и Good Nature чај како најдобри од Македонија и прва македонска премиум паштета од ПКБ-ско, тоа е ПКБ-та. Адријана, ќе ти се заблагодарам, тука супер си поминавме, многу убави приказни од земји разни, нели таму каде што
си била и што ни ги пренесе со задоволство, ние со задоволство те слушавме, ама ова на крај во кујната тоа беше круната на се. Така да ги пробате исто и колачите. Фала многу. Што ви ги донесав, секако, ви благодарам. Мене ми помина прекрасно времето со тебе и со твојата екипа, прекрасни момци, ви благодарам многу за се и на вас. И да ги поздравиме.